Од Љупче Златев, браќата уставобранители ги нарече терористи. Љупче Златев ги нарече луѓето од 27 април, овие уставобранителите. Да. Љупче Златев ги нарече. Љупче Златев, да. Иднината на ВМРО-ското новинарство. За 27 април овие што се, што извршиле насилство, го поддржувам делото терористичко загрозување на уставниот поредок. Не можеш ти туку така да влезеш во собрание и да тепаш луѓе. Новинарското перо број 1 на партијата да ги нарекува терористи. Дека ВМРО ги смета луѓето од 27 април за штета на партијата Да. и да ги смета за терористи. Да, треба да го искоментираме видеото, иначе видеото од Љупче Златев, во кој што браќата уставобранители ги нарече терористи и се согласи со квалификацијата на Вилма Јакимовски само едно на прашање. Вилма Русковска и на Кацарска. Како? Ги нарече терористи луѓето од 27 април. Кој? Љупче Златев. Љупче Златев ги нарече луѓето од 27 април, овие уставобранителите. Да. Љупче Златев ги нарече. Љупче Златев, да. Ако ќе Па го не, пуштиме, ќе ќе го го направиме популарен, нема проблем. Ќе го пуштиме. Ќе го направиме популарен. Не. Љупче Златев рекол за Горан Ангелов, за Јане Ченто, Да, за големиот ВМРО-вец и патриот. И новопечен десничар. иднината на ВМРО-ското новинарство. Да. Ајде да го видиме тоа ремекдал. Денес ме критикуваат затоа што за 27 април овие што се, што извршиле насилство, видете, јас го поддржувам делото терористичко загрозување на уставниот поредок. Да се разбереме, се знам дека ова ќе предизвика низа. Глед, не можеш ти туку така да влезеш во собрание и да тепаш луѓе. Не можеш. Значи да се разбереме. Но ако тоа е она поблагото дело загрозување на уставниот поредок преку упад во таа државна институција, што според мене, според моето мислење, таа квалификација е во ред. Ова во Манав е класичен тероризам. Јас сум влегол Затоа што задушуваш синдикална организација со тема. Денес ме критикуваат затоа што за 27 април овие што се, што извршиле насилство, видете, јас го поддржувам делото терористичко загрозување на уставниот поредок. Да се разбереме, се знам дека ова ќе предизвика низа. Глед, не можеш ти туку така да влезеш во собрание и да тепаш луѓе. Не можеш. Значи да се разбереме. Но ако тоа е она поблагото дело загрозување на уставниот поредок преку упад во таа државна институција, што според мене, според моето мислење, таа квалификација е во ред. Ова во Манав е класичен тероризам. Јас сум влегол Затоа што задушуваш синдикална организација со тема. Денес Нели е малце срамота? Малце поише. Луѓе кои што верувале у идејата за ВМРО, кои што верувале у партијата, луѓе кои што биле тамо заради партијата и заради Македонија пред се, и заради идеалите кои што наводно ги застапувала партијата, пуленот новинарското перо број 1 на партијата да ги нарекува терористи. Нели е малце глупо? И ова не е пуштено заради тоа што тој тоа сакал, туку ова е пуштено заради ова го кажува заради тоа што веројатно некој му рекол кажи го за да ја отвориме таа тема и да завршиме. Бидејќи не е тајна дека во штабот на ВМРО ДПМН се зборуваше дека ВМРО не е на власт заради тие луѓе. Дека тоа што овие луѓе од 27 април го направиле, го однело ВМРО во опозиција и никогаш нема да ги врати вакво. Да не се спомињаат, тоа се збореше ни уходник да не ги спомнат тие луѓе. И ја и ти сме сведоци на тоа. Да. И Боро е сведок на тоа. Така, да не се зборело за овие луѓе. Да не се поврзувале со ВМРО. Еве, ова го зборевме ние лани. Дека ВМРО ги смета луѓето од 27 април за штета на партијата Да. и да ги смета за терористи. ВМРО ДПМН не ги смета тие луѓе. И дека нигде не бара да ги Не бара никаков начин да ги спаси. И модмага и ги користи за фотографии. Да се сликаат за краткотраен бенефит на овој Болументов што се шеташе по шапка уште браница што му фали. Еве, видовте денеска Љупче Златев како ги кажа луѓето, он се согласува што они се осудени со делото тероризам. Тоа е, да. Така требало? Така требало. Ако има.
Не, Стефан, не го пуштаме ние Златев дали е испод част или не е испод част. Тоа што Златев го кажува, ја мислам дека он не верува тоа. А Златев е доволно прагматичен да каже тоа што не верува, ама му го нарачале, нема проблем, ќе го каже. За да спрема наратив. За подготвува наратив на партијата. Меѓу членство, меѓу гласачи. Тоа е мислењето на ВМРО ДПМН за уставобранителите. Дека тие се терористи практично. Јас нема да коментирам за Златев, иначе имам така солидно мислење за него. Мене ме изненади пасивноста на ВМРО ДПМН е по однос на луѓето што лежат во затвор за 27 април. Ја не можам да се изначудам. Пасивноста, очекував повеќе држање таа тема во јавност, очекував поголем притисок за таа тема, очекував пад и за многу работи, дури пазарење за ослободување на тие луѓе. Се очекував, но не очекував ваков индолентен однос кон овие луѓе на кои што денот им е година. Ден поминат во затвор е година, тешко нив и тешко на нивните семејства. Децата на тие луѓе им растат без татковците. Страшно нешто. Јас не знам како и председателот на државата не се смилува. Затоа постојат председатели. Па кралеви имало, што се дигале буни, дигале против нив, убивале луѓе, па на крај ќе извршат помилување. Како султанот нашиве отишле, не знам, како се викаше, Беаскуле, затворот, па ги помилувал султанот. Ја не знам како не се смилува председателот на државата да каже стоп. Јас ќе давам помилување на овие луѓе. Аболиција ли, што ќе биде сега изразот, бидејќи не сум правник, не го дефинирам. Ја не знам тој како не му се нажали душата за тие луѓе. Дека тие погрешија. Ама ваков индолентен однос на ВМРО ДПМН кон ова прашање. Ваков индолентен однос кон тоа што Груевски во бегство и што све му се заканува. Со предмети кои беа напаковани за Мерцедес, за шамари, за глупости и така натаму. И морам да кажам, ваков индолентен однос на председателот на државата кон овие луѓе кои гнијат по македонските затвори. Како да се терористи. Со години скоро како оние од диво населје. Мислам, недозволиво е за нас како македонци, како... Не ме тоа што повеќе ме фрапира е од кого доаѓа мове. Мене ми правеле злово Карпуш. Да. Кодошеа, пустеа, лажеа, идеа по финансови полиции, сведочеа, пустеа, штуреа, дојдов и им простив на сите. Сум дошол на власт, пак сум ја власт. Затоа ти дал Господ власт да имаш ширина во секој аспект. Да ја водиш државата и да мислиш и на тие што не се со тебе. Да мислиш и на тие што биле против тебе. Да мислиш и на тие дури што ти направиле зло. А кој е овој крвнички однос кон тие луѓе? И искрено да бидам, мислам дека и Пендаровски се носи еден голем греф за овие луѓе. Дојдовте луѓе на власт. Како беше, пак ќе кажам, натрон седиш неправоузети со два пратеника, помалку дојдовте на власт. Луѓето ви вика, немојте да го правите тоа што го правите, вие го направивте. Си имате и вие вина за оваа работа. Дајте тие луѓе више, пуштете ги, аман. Мислам дека Пендаровски беше единствен што повика на лидерска средба со Мицкоски да прават моабет околу помирување. И беше тема на разговор ова со уставобранителите. Ја не знам за таква работа, но ако и малку простор му дале, требал веднаш да го искористи. И од тој пакет и за Груевски, за нив, за сите. Не. Таму е барано слобода за други луѓе. Таму е барано слобода за Димитар Димовски, за Јануш, за Дејан, некој си од аеродром, за не знам кого. Таму е барано за нив слобода, не за овие луѓе. Тоа го знам дека за нив е само барано. Да. Тоа знам, да. Ама тоа ќе излезе некош, ќе излезе кај да е. Времето е подобро, потврдо од време. А па тоа долго време нема. го зборуваме.
Еве го зборевме и ова дека они го сметаат ги сметаат луѓето од 27 за терористи, еве се докажа. Еве